Пекарите мора да произведуваат и да доставуваат леп до маркетите по цени кои за бел и полубел леп нема да бидат повисоки од замрзнатите 33 денари, одлучи владата. Дополнителната одлука следува откако дел од пекарите не го прифатија замрзнувањето на цената и одлучија овој тип на леп да не се произведува. Владата веќе донесе дополнителна одлука со која што ги обврзува компаниите 80% од количините кои ги произведувале во декември да мора да ги произведуваат и сега и да ги доставуваат до трговците, врз основа на работата на инспекцијските служби, кои што сите се на терен, и Државниот пазарен инспекторат, и Управата за јавни приходи, ќе бидат носени следни одлуки со оглед на тоа како ќе бидат спроведувани одлуките и првата и втората. Според Ковачевски, компаниите кои во моментов не произведуваат бел и полубел леп се компаниите кои за субвенции на електрична енергија добиле највисоки износи од страна на државата. Јас морам да искажам разочарување од дел од производителите, кои што бевте сведоци на медиумите беа објавувани сметки дека таков тип на леп некој го продава и по 50 денари во доцни ноќни часови. Да се заработува на грбот на граѓаните. Во вакво време, кога сите треба да покажеме солидарност, тоа по мене е нешто најлошо што може да го направи било која компанија. Дополнително владата веќе размислува освен на лебот да ја замрзне цената и на некои други производи. Дека во Министерството за економија се прават анализи во однос на цени и на други основни прехранбени производи, така да во блиска иднина може да следува замрзнување на цените и на други производи од кои што се сметаат за основни прехранбени производи, но за тоа не би сакал да навлегувам во детали додека не бидат направени калкулациите и кога ќе бидат направени, донесени соодветните одлуки, веднаш ќе бидете информирани на пресконференција. Во текот на вчерашниот ден 4 правни субјекти добиле казни од по 300.000 денари затоа што Државниот пазарен инспекторат констатирал дека го продавале лебот кој треба да чини 33 денари за повисока цена.